Одиме во комитет да снимиме дрек кралици, всушност како се спремаат за настан, како се шминкат, како се подготвуваат. Јас не носам шминка, сум бледа како што може да видите, затоа што ќе ме подготват и мене за настап. Па да влеземе и да видиме што прават. Здраво! Се спремате? Чекај како за на реклама. Ше добро. Чекај на најако, иначе ова да не ги рекламирам од еден маркет. Да, ја дали експресијам така. Ова од еден маркет попустиш има цело време. И си го купи плетот. Да лепо ќе ме сад, шминкаме. Мислам од црвено ќе бидеш така? Еве, вака ќе бидам, тоа ми е униформата. Добро, дали имаш некаква желба? Не, немам никаква желба, само пудра ставив и решив вие што сакате тоа. Така, дали имаш пробано некојаш така поека дрек шминка, ствари? Немам. Разликата од секојдневната шминка со нели со древот е, бидејќи ова е сценска шминка, ќе примети тука многу јака контура, маце претерано, ма добро. Ќе ставиме дисклеймер долу. Да, не се испложат луѓето, немате никој. Не во изблиндирано, значи дрек шминката е сценска шминка. И ако излезете вака на денско светло, ќе се исплашат луѓето. Така да е супер. Сега ќе се спреш малце нека мене, дали ќе... Ми кажете како, да. Шо треба све. И сега да мижам. Човекот што најмалку се шминка ќе мижи. Ќе мижам и ќе... трпение, пошто ми има средувано неколку пати, ја немам. Фала ти, ова требаше претходно да ми го кажеш. Ова не е страшно. Са, вака, ќе можеш да свреш за Добро. Сега направиме нека брза да свреш шминка. Ама убаво. Па... Не гарантираш. Нешто интересно ќе, мислам сепак малце е тешко да се шминка, тоа го зборевме кога сме од дрек, не е освен што може да отвараме уста кога одеме да еме, други работи се многу тешки да се прават, во смисла на носите на вас нели корсети, падензи за луѓето што не знаат, тоа се за да добиете форма на тело како што посакувате. Значи дали без разлика дали правите машки или женски дрек. Значи носите како сунгери се тие во форма на нели облините на женското тело. А каде се ставаат секаде? Па зависи каде имате. Значи многу е битно пропорциите. Многу луѓе има големи луѓе што се високи се плашат да прават женски дрек. Од причина што мислат дека ќе изгледа како висок маж што сака да изгледа како жена. И илузијата нема да биде толку успешно, но се е до пропорциите, значи се е до тоа како ќе се направи на силуета женска. Значи 60 како беше, не, 90, 60, 90 или фигурата да се добие и тука се ставаат посебни мидери со сунгери. И на тие ствари баква дека трепкаш. Добро, ти трепкам? Да. Требаше Естела да ме шминка. Естела за 5 минути дека. Па и јас така се шминкам. Чекај, вака сега добро, ова е... Ќе направам како Red Smoky Eyes. За малце на толку може, малце на капрано. То. Да го направам малце по-високо, дека понастрана. И значи се додаваат сунгери, вештачки гради, за се добијат тие пропорции. И сега има исто и силиконски гради и сунгери, што искрено многу потати, не се пријатни воопшто. Може да мислите гума што веќе носите на себе, само да имате гради цела вечер е многу напорно. Затоа чорапи ќе се стави до прслук. Или како е стела кондом или балони. Така се ставаш? Или се зезате? Не се зезате. Не, нека става. Сега кој колку има, зашто има нели кралици што не може да се дозволат. И сега нели нови
во целото овој тип на уметност, нели? И почнуваат со што имаат некои поземуваат од дома, без мама да ме види, па се снојат, мислам са, тоа другарки од пријателки. Опа. Дали е скапа? Чини ли многу една маска, не само времето што ви треба да се спремите? Многу зависи од типот на што се прави нормалца сола, мислиш. Се нам дека не Маска се вика, така? Не, ова е дрекус. Мислам, типа на маска. Проглед. Како? Прогледав, чекај ќе трае уште. Да, ова е само Да, само почеток. Уште многу. Моца на кривата направив ми крива, До 10 ќе си готов. Леле, стел не ја плачи. Најрано. Ја се направив жива вода малце, ама добре. Значи, што не праши, извините? За дали ова вие што го облекувате, аутфитите, комбинациите, како, дали се викаат маски, стајлинзи? Кое Па да, сепак е ова исто стајлинг, зависи, нели, и цената, нели, праша колку е, зависи што се прави, кој е типот на, значи може да направите фустан од кристали кои многу чинат и материјалите се, нели, различна сума, што има друго. Значи има природни коси кои поубаво се стилизираат од синтетика, што е стела. Тоа се гледа дека нешто 600 денари. од тема. Па таква е мешана ева. Што знаеш што мешана? Синтетика со синтетика? Нема бојата е мешана. Или бојата? Добро, ептена наука. само чекај, Може извини. си, може. Па зависи, знаеш, уметност. има некои што знаат да шијат, да прават тоа. Е сериозно заштеда на пари. Имаме и такви кралици што се прилично креативни. Што пак е штедење, знаеш, имаш материјал и имаш ти слободата да креираш што сакаш. Како сакаш. А има ли кај нас избор? Материјали да, златен бит пазар. Стела си шиела ти никогаш? Не. Мислам, не е лично ти да шиеш, туку да ти сошие некој померки по Уште како си не, ама сакаш. се надевам дека ќе ми сошијат. А колку време тебе ти треба да се нашминкаш, пошто кажа дека нема живци? Мене ми требаат па До сега на 2,5 шминкана ќе сат. бе. Не се шалам. 2,5 сати, еве до 3, 2,5, се зависи. За шминка или за комплетно збориш спремање? Па комплетното, додатното мене не ми одзима некој повеќе од 10 минути. Искрено. Пошто не е нешто специфично, например, кој што кај тија. А за шминката, да, за шминката Призна дека од мене имаш од тебе, да, подобрување, типсот за мејкап е од тебе. Иначе претходно бев треш кралица, сега не сум. И стрел се ваеше на тоа. Сега дека сум не можеш полиш се дивајн, сети дека да, е треш. како би рекле. Ти стана карактер. Да. Тоа добро, тоа е пак креативност. Да, Да, ма знаеш биде си без сведеш. разлика на тие скилс и такви нели мејкап ствари, дешавки, едноставно ако имаш харизма, имаш луѓе да те сакаат. Без разлика на се. Мене со односот кон публиката мој сега и претходно не се сменил некако. Сега може повеќе ме цена затоа што ќе кажам quotes, пријујам кон тој принцип на како треба стандардно бавина да изгледа, ме разбираш. Го имам моето тоа што е дарк елементи или тоа готик, нешто такво. Имам мој печат, ама како се приближувам кон например стандардното или стандард за убавина што е например случајов тија. Онај од мејнстримот као кралица, јас сум по некако нетрадиционален. Зборуваш за изглед на сцената, тоа. така? Да, сцена. И за типот на... Да, имаме многу по например Електра е една од особите која што е многу по елф варијанта на кралица. Што значи тоа? Елф е па личи на како би било елф пред. На елф, така? На елф. Да. Добро, мислев дека тоа е нешто како категорија, извинете. Не, изразот на дрегот е инспириран од таков самовилски приказ. Аха, добро, затоа е. Само нагоре да гледаш. И секој е различна
во Што треба да прави? Добро. Може другата страна? Има паднат од страна. Тоа е лошото кога се работи со пигментирани бои, знаат да паднат на затоа прво очите. затоа први очите се прават. Да Е, сад- отидеш. За пудра. Не земав, ама можам. Ја ставив пудра, не толку, Да, не знам да. вие колку ставате, како Ние ставате. ставиме со шпатла ги Потезно. вадиме после. Па добро Јас ти на шпатла контурите. носам, да. Сунгирчи не земав ја за вако. Само може нагоре да гледаш? Од каде ви се имињата? Тоа се открива? Има значење. Не, Да. дали ви е тоа нешто тајно или го откривате? Не за криење. Да, тоа е мислам стейджим или име за една сцена. Па за името на сцена мислам дали може да До ми душа кажете ние како Out of ги Drake- одбравте. И Out of Drake така се сослуваме, пошто имаме раскрстено за тие джендер ствари реално. Да, така не е. Да, така и сме навикнати, например, ја не можам да употребам име на некоја особа која што мислам не можам. Можам, сега зависи од особата, пошто не се сите како да кажам комфортни со тоа како да им се обраќаат. Некој бара стрикно во Дрек да биде така некоја особа бара да биде така условувана. А вие? Јас Пречи? Мене, например, ми е чудно, пошто за жал во општество, мене Дрек ми е као сцена, да, ама работата што ја се чувствува малце поинаку во однос на родов идентитет. Мене ова ми помага, ова мене ми е бек од реалноста, од досадниот живот во земјава каков е. Но ако се видиме ние сега надвор утре, без ова, дали ќе ти пречи било како ако ти се обратам со... Дали ќе биде тоа Естела или ќе биде друго Па, име? види, Како гледате на тоа? нема да ми Се може пречи. глупаво прашање, ама Сосема, ме интересира. Првично е да, мислам, нема да ме познаеш кога ме видиш надвор од ова прва работа. Мене не би било проблем, го немам тој, ама едноставно преферирам од блиските што ме знаат прилично, да едноставно го добивам тој третман или тоа обраќање што сметам дека мене ми е окей. Пошто знаеш, мене штикли, коси и такви работи ми не ме прават повеќе жена. Да, тоа е. Знаеш, коса долга, такви работи, битно е до идентификацијата. Сега, секој различно живее. Доколку јас би почнала утре друга тема сега да транзитирам, јас би изгубила работа, што е многу секојдневно во општество. Имало и такви случаи, нели? Само што мене конкретно дрегот ми е бек од реалноста. Ја уствари сум во дрег кога сум надвор од ова. Ова е мојата реалност што ја би ја живеала како. А колку време си веќе во Дрек и како почна приказнава кај тебе? Па има 4 години така некако би му дошло. Мојата приказна е сосема онаква, ја дојдов пред имаше избор на Ноќна кралица пред многу години, 4 години. И јас дојдов чисто се журкам, така онаку најкежуал некако. Сега туку ставив коса, нешто најнормално да се журкам. До претходно немав никаков додир со заедницата, не знаев луѓе што постојат. Кои се како се. И тогашната диџејка кога беше таа Ноќна кралица, почнавме со Дарија заедно, Дарија Бафи, тоа е една исто така наша кралица. Една од пионерките на новата ера на кралици. Ја почнав, беа пријавени луѓе, а не се пријав, дојдов чисто се журкам и беше последниот момент за пријавување, тоест диџејката рече ајде да видим дали има некој што сакаш, ова е последна шанса за тие што сакаат да се пријават. И така се пријавив јас. Со публиката ондека. У ќош седам, ја кревам рака, немам песна, нити ништо, нити доволно вежбано. Памтам беше Perhaps, само од Pussycat Dolls верзија една. Небитно што ми утнаа малце верзијата, 3 верзии. 3 песни имаше, од кои беше и Elvis Presley, еден небитно. Ама работата што тогашниот филинг и еуфорија беше, не знам, некако незаменливо. Првото можеби било најхаотично како појава или настап, али работата е што таа еуфорија и тоа не знам како да објаснам, Па и самодоверба. Да, самодоверба,
тоа што ми го даде тогаш, тогаш така едноставно. После тоа направив скоро една година пауза, ништо нигде не се појав, пак продолжив. Така почна многу спонтано, многу како да кажам, јас планирав и порано, ама на денов беше непланирано да настапам. Као не планирав баш да настапам на Ноќна кралица. Секако другиот однесоа победата, не ми дојдов за победа, ја не се надпреварувам на Ноќни кралици за да победам во надпреварот, пошто знаеш, круна како круна е само титула што ја носиш, како, не знам, крунисана кралица на Ноќна кралица и така натаму. И така мојот пат беше спонтан многу до ова. Едноставно секој пат кога ми било too much за понатаму имало ситуација кога што викам ја не можам, ја ќе прекинам еден период. Ама веднаш Треба ти да се видиш или јас, извини, ми направи вака со огледалото и го видов окото, извини. Не, малце тука ми фали, ама дали ти само трепки? Значи јас треба да се видам после. Не сакам да се видам изненадете. Извини, стела многу. Не може трепки ти залепам? Значи да, јас ви кажав на вас оставам, јас да знаев ќе дојдев од дома на шминкана као вас. Добро, само сега ќе треба малце да бидеме внимателни. Ми ти ставам римел, за да не или малце, или ако сакаш само можеш да ставиш. Не стави ми тите му, ќе треба да ме прелепувате по 100 пати. Не. Значи тоа не беше ништо што беше кузни колку планирано. Да, не до тој степен и да како би се рекло да изградам име едноставно, таа е, мислам, ние имаме големо влијание како Две кралици во самава заедница, затоа што едноставно заради нас и многу реално почнале, пошто ако ние не сме им дале храброст, со тоа што сме почнали, сме се појавиле, немало како да почнат. Знаеш, кога имаш некој веќе свој, као например нашава сцена која веќе се развива, имаат се повеќе желба да почнат, бидејќи не знам, тоа можеби го сакале, не гледале, не прателе. Имало ситуации каде што ми се обраќале да сакам да почнам дрек и веќе се тие успешни во тоа што го прават, што почнале. Колку во Македонија постои сценава? Сцената? Колку време или? Да, колку време? Па, мислам дека е од некоја си 2015-16, само што не е толку, како да кажам, не сме ни сега мейнстрим, ама не било, тогаш било баш, настапите биле многу поретки, постоеле 3-4 уствари кралици во тоа време. Нека не спомнува и Боки 13. Да, добро, тоа не е дрек кралица. Мислам, до некаде и тоа е дрек, али не е? Тоа е кросдресинг, управат. Да, можда е дрек, ама мене никад ни човек не се ни изјаснил. Во тој не знае, мислам дека што е дрек, ама нема врска. Мислам дека знае. Не го сметам него, да. 2015 е многу касно, ако гледаме Да, трендови во однос на светот, да, касни прилично многу, ама работата што сега никогаш повеќе не се зборело за дрек кралици општо во градов како па и градов. Може и земја, може земјата не, ама веќе кога ќе ви дојдат на Прайд знаат кои сте како сте. Пошто следат луѓево. Не се зборело, сега се збори прилично и има повеќе настани. Само што за жал нема толку простор за изведба, нели, за настапи. Ова е моментално кога седиме комитет, кое што е единствено место или квир место кое што нели содржуваат настани од ваков тип. Другите баш не секој се толку расположени за не се отворени за соработка. А како ти ја имаш почнат? Со дрегот? Да. Искрено се загледав многу RuPaul, нели, Drag Race. И имам слична приказна како е Стела. Јас припаѓам како на небинарниот спектар. Затоа луѓето кога ќе видат синоним за дрек кралица станува одма им текнува дека тоа или е од LGBT заедницата, што не мора значи, нели? Да, тоа ќе ве прашав следно, зашто луѓето па не и кај нас, кај нас можеби воопшто свакако нашите,
секогаш спојуваат дрек сцената и дрек кралиците или кралевите со дека тоа мора нужно да е нешто поврзано со сексуалност. Не, самиот нели Ве прашувам ова затоа што на луѓето не им е јасно. Пишете руката. На голем дел од луѓето не им е јасно. Па, кој ќе објасниш како си почнала да ми кажеш и да ми објасните тој дел и да објасниме на луѓето што гледаат дека тоа може кој сака, доколку има желба и воја да го прави. Може приметуваат, има еве на TikTok се многу популарни, има мажи кои имитираат пеачки. На времето може, ако се сеќаваат, нели постарите, има еден Карамела или како се вика во Балкан бенд кај нас. Карамела, добро Карамела. Да, ма не Балкан бенд. И Балкан бенд глумциве наши, како се вика? Гоце Тодоровски. Не се вика Балкан бенд, поинаку се вика. Балкан бенд беа. Значи Балкан беа. Значи ти не знам кои варијанти ги имаш гледано. Пошто имало 90-тите, некој има поновото што беше на Јас сите. треба уште да мижам. Да уште другата трепка, извини. За да се залепи? Да се залепи. Многу сте комплицирани. Ова не е ништо. Многу, искрено да, многу е тешко да средувањето и некогаш дури кој имаме шоу си викам леле, зашто ме чека? Дали да се кажам, да се откажам дека, али никош виде така да откажете зашто има ако имате покомплексен костим и не ви се настапува секогаш. Може докато се спремате многу интересен момент од идејата докато се прави, али кога дое вечерта да се припремите за настапите, никогаш и не ви се. Исто како за на свадба. Може след другата трепка вака. Добро, стои мирна. Чекай вака само. И не ми докажа дека слично со Естела. Да, значи јас исто се осеќам дека припаѓам на трансродовиот спектар, но и од таа причина практикувам драг реално, но исто сакам нели уметност, настапи, имам исто пеено, имам снимана музика. Тоа исто планираме да го правиме, бидејќи оваа година нели ако не знам дали пратите на српската Белвизија, имаше дрек кралици кои настапи, многу добро поминаа. Има поддршка од публиката и сакаме да снимаме ние да направиме истото на ти учествуваше Стела. Ја ќе видам сценографка, костимографка и режисерка. И има план со една друга кралица која... Не знаеш да пееш со звезда. Не, вика дека знам да подпевнувам. Да. Ќе видиме вечер се. Може да ги отвориш очите, Римел, може да те ставам? Двете да ги отвориш? Да, ама ќе гледаш нагоре. Леле, Чекай, вака големи се? Да, не сум многу, Ако ама... не срещнете се. Не се. Не, јас не. Колку твоите се? Не. Малце помали. Кафеави се не се толку нападни. Ја обично да тој купувам посветла боја на трепки. Светли очи. Да, и многу е битен моментот нели нас... Како па јачења да има. Да. Така ги осегаш се малце требало поблиско до лете ги стан. Ја нагоре па гледај. И некој ме праша, може да се свртиш некој малце, не знам искрено. Се направи жива вода, мислам дека се натопија градите. Чекај вака само. Може нагоре да гледаш, да? Само да ги споиме трепките, свари твоите со... Ја не сум залепен. Мислам, не е страшно, не се како една Естела. Дари секојаш вака ти прави? Не, лаже. Инако да, дрегот јас го имам почнато од слична причина, но сакам исто и сцена и сите тие работи, уметност и црта ми се. И искрено ми е многу интересно искуство, бидејќи многу се позитивно се променив. Јас онака работам како многу луѓе канцелариски живот и дома работа, домашни обврски. И некако многу ми напреда некаква промена позитивна, значи да своја лична експресија да се направи преку... Мислам вака дека се вртам да не почне да паѓат или не иде тоа така. Чудно неќе после неколку минути као појда се. Да, не, чудно е така на почеток. Може пак нагоре да гледаш. Ние сме научени да се лепиме со све и свашта. Искрено. И... Јас ова малце ремилот. Колку ме стегаат овие. Ова е баш од бекстејдж. Ова ми е жешко, ми е ме стега. Да, не. И после скачате цели. Јас која, не знам за која беше шоу, која дојав со сијалички, која се направи. Да, цела инсталација. Евана. Да, не се сопнам.
и среќа не се супнав, тоа фалеше да се избркам пред публика. Добро, да речеме, например, се ова е многу глупо прашање, ма луѓе ќе ги интересира. Имате настап, правите паузи, како и да оди тоа, нели, една по една, кои скачат. Тешко ли ви е, например, да треба сега, многу е глуп муаветот, ама треба да, тоа исто како жени кои ќе се настегаат на свадби во тоа фустаните, ма треба да одиш у ВЦ. Не идеме веќе. Не идете у ВЦ? Идеме пред и Ова после луѓе држиме. би ги интересирало, сигурно и мене ме Да, интересира. инаку тоа се Пошто вика ќе преда такинг, 20 тој минути, процес. да. Дека трпиш? Не, видете колку се потиме и од самото потење цела сит наместо од доздоа да извадиме, но телото ни излага. Испарува од друго Испарува од друго место. Мора си. И да, многу е топло од периките, од градиве, од се на нас се Плюс еуфоријата, тремата Да, и- дополнително. и- И од цунгерите, реков Од се тоа цунгерите, да. цунгери, дека се... Тие не Инаку потат, се тие не викаат, ама толку, да. луѓе да ги... Да, и станува жешко и некако немате потреба. Друга кога ќе се кежуал излезе на некое место, тогаш обично знае да биде да се осеќате да ви сиде во веце, да ви е по-нелагодно. Вака знаете дека мора да е нелагодно и нема избор. Тоа Да, Трпи тоа е за да убавина. трпи за е лепото, да. Тоа не Што да треба да направиме. Па направиме. Да, ама ќе не прашаш прашање, пошто нема да може да збориш, да црта. Не, јас сега ќе ве прашам, па ти ќе црташ. А, Да може, ми кој си? кажете за што уствари е, ајде да стасаме до тоа, бидејќи ти кажа дека ајде не спомнувам, не имиња ги спомнавте веќе вие, дека тоа е крос-фитинг, крос-дресинг. А, така, разликата Што помеѓу... уствари е дрек, не, што уствари е дрек кралица и дали Што е може да крос-дрес? зна, и што е крос-дресинг, што се разликите? И што е трансродова личност и што е травестит. Тоа е многу битен момент, што мислам дека многу луѓе не мешаат со Да. значи травеститот нели погорден збор. Тоа е веќе како Од жени на... да. Не, Окей. тоа е уствари обично се стрейт мажи кои се имаат сексуално возбуда кога ќе се облечат Да. во женска облека и имаат обично секс со спротивниот пол. Значи тоа е травестит и нели разликата помеѓу тоа со ова ништо правиме, ние го правиме за сцена. Значи ние вака не идеме да се правиме услуги. Значи сето ова е нели како настап едноставно, како глума. Значи можам и јас да се дотерам и Да, да, да. со мајка на дете, Да. стрейти да си дојдам. Имаме ние стрейт кралица имаме жена стрейт која кралица, Да. жена, да. Не, тоа Мајка е исто, жена мајка кралица. да и буквално. мислам тоа е разликата на нели трансродова личност е само идентитетот. Е сад некој како ќе се облече, што овој тип на шминка и на облека што ние обично го носиме, приметуваме дека повлека станува иде во мејнстримот и многу Тоа го зборевме девојки пред, кралици вика наликуваат дури на дрек кралици. дека е мода на шминка. Да, и ќе приметите и оние блоки eyebrows и контурата со што ќе ти ја направам брзина. А зошто е, ајде да го кажам, сега е веќе во мејнстрим, ама зошто, например, од кога постои дрек сцената и кралиците, зошто се оди на оној момент на пренагласување на тоа што го имаат жените? Ти кажа дека ти излегуваш од некои тие рамки, тоа може да се каже во таа целата култура дека е нешто што е може би поново, може не е, ќе ме исправиш, ама она стандардно на плави жени со големи гради, со не знам какви Тоа усти, сам плави бизнес. очи. Не, зошто се пренагласуваат стереотипите кај една жена, не знам, или шминката е пренагласена, што Можем да се стречаме. да, Великата Стефан, нека. порано жените Лошата не нашминка одаре што волку на шминкани надвор, се е мејнстрим шминка, ама порано не беше. Зошто постои тој момент на пренагласување на црти, на изглед на жена или на маж? Тоа е, значи, зависи од карактерот, од типот на дрек. Значи има и дрек кралици кои изгледаат многу природно како жени. Да. Што мене не ми се допаѓаат бидејќи тоа ми е нешто како сад ти да се дотераш по безик и да отидеш на прослава за нова година. Да, но тоа не е, според мене не е дрек, според мои некои стандарди. И не ми се допаѓа бидејќи нели бара поголема уметност, бара костими, правење шиење, бара поубави коси, поголеми работи, нешто што фактички е илузија, некад замисли дека си креираш некој лик фантазија која би била во друг некој универзум
нели со името Алтер кое его. така, као Спајдермен што го облекува костимот. Значи некој креираш таков лик што ти дозвола се трансформираш во истиот, само кога ќе настапуваш, кога имаш шоу или кога треба да забаваш публиката, дали е многу лошо на шминка. Извини. Не. Мислам добро е стела за тебе, вау. Шавлеле. Секојаш вака се? Не, само до косата мислам дека. Не, Зашо си mean girl? малце сум. Она у суштина е многу симпатична особа, ама За пред народ. на душата е покварена. Леле, добро. Стела ти го памтам ова. Инаку може малце сум насед. Може. Значи, тоа е разликата е, има разни типови на дрек. Тој е најдоминантен стил што е супер нагласена шминка и контури и се. И са некои работи што не ги имаш природно со шминка, ќе ги добиеш, леле многу лошо те на шминка. Ама мислам не е страшно, не е изблина. Океј, добро. Ќе видиме после. Може ќе се исплаши кога ќе се види. Трипке тука фали вакво, ама тешко ми е на туги око да работам. Дали сега што ти Кармен да го ставиш, јас си испотим малце. Мислам дека ти ќе ставиш подобро, па што ја усти, не знам, на црта. Не, па да утнеш ќе се смееме. Гледај, чеки црно тука има. Дали ти одговорив на прашањето или не баш? Да, ми одговоривте тоа што... Да, јас сакам да додадам исто така, дека дрек може да биде во различни форми. Јас имам малце поразличен став од пријателица, другарица. Стварта е што сметам дека како оди тоа, зашто да изгледа се пофеминино, е од RuPaul. Од RuPaul се и тргнува, ама не е RuPaul почеток Добро, на што дрегот. значи тоа? Па дека она е кралица што е таква феминин, она со сите црти пренагласени. И сега 95% од кралиците кои што се појавуваат и нови, го втера тој стил на изглед. Што нели има влијание она како нели со франшизата што. Да, има некои правила, не смеш доле флет да носиш правила. Да, ама тоа се зашто? правила што RuPaul ги измислила. А не што не дрегот смеш во суштина значи. ниско да носиш? Да. Зашто? Па тоа се на RuPaul. Што се така нацрта? Сега не хейт кон RuPaul, вау, не. А може да објасниш кој е RuPaul, пошто сигурно сите што гледаат не знаат. Да, RuPaul е дрек кралица од крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, така нешто почнува. Кој што е првата кралица ствари кој што се појавува и е со темна боја на кожата во тоа време. Кој се уште било нели општо и табу било, кај се со нели со темна кожа плюс и квир особа и тоа е дополнително онака стрес. И во тоа време RuPaul ја доживува голема популарност како единствена особа која што гостува на различни ТВ шоуа. До тогаш не било тоа практика, се биле по нели барови и дискотеки во тоа време. Се појавува она и од тогаш ја ствара популарноста како една од дрек кралиците која што нели по Извини, ама другарка ти се подјебава со мене малце. Сам видим на. Те молам продолжи пошто не подјебава преска. Да, се чисто ме интересира. Малце ми притнува како се вртиме како. Не знам до кај снимак, до кај. Уживај со облечи. Ние на стената. Не немам предпоставка да не направиш. Чекай малце. Ама нека ти ставам плава перика, многу јако ќе изгледаш. Не се гледа добро. Да, за RuPaul зборевме. Значи, се појавува тогаш се ствара популарност и од тогаш луѓето знаат за дрек и дрегот станува во тоа време мејнстрим во Америка, претежно. Инаку да, постоело и претходно, една од првата супер звезда од дрек сцената е Divine. Многу малце знаат која е. Урсула. Да, правена точно. Урсула од малечката средина е правена по Divine, по нејзиниот. Мато може да набре. По нејзиниот изглед и карактер. Ја требаше со Естела преска се снимам и да завршиме. Да, леле маса на криво. Ау, чекај. Исто како мојата уста, па и ти викаш мојата е крива, ама и ти криво правиш.
Видиш кој ми стана дечки, малку винетен пак и смее се. Добра, која е причината, знаете ли вие бидејќи сте дел од таа сцена, која е причината, која била побудата да почне да има во ноќни клубови настапи и да постои дрек? Револт кон општеството, Сцена. кон она што е стандардно и на кое што е наметнато. Револт претежно е револт кон општеството, пошто општеството дава некои норми, сега тие норми мораш да ги следиш. Нели до толку години да имаш бракови така работи, што за мене се апсурдни. Кога сакам ќе брака, сакам ќе немам. И претежно е тоа, и тоа е револуција, не е само као сега ќе се средам кисам, тоа е револуција преку настапи, знаат да се пратат многу силни пораки. Да, значи настапите се обично за дека со темна молитче правам. Ти сме се стела. Да. Се видам, да. Чекай, вака. Зашто? Да ти се устра на сите, збориме за сериозно. Не, на страна дека ми стоиш и малце те искри в устата, чекай вака. Стои така. Есте да продолжи да збориш, ја дека цртам, само не јас ми Теодора, зашо ќе направиме чудност. Па ти се смееш, јас ги кажувам сериозни приказни Извинувам. вистини. Да, дрек е уствари револт кон општествените норми. Тоа што сметам зашто се пренагласуваат цртите, затоа што во дрек мора да е барем мора. Обично е генерално е да биде што повеќе тоа подобро. Повеќе вако, поголема коса, колку поголема коса, толку нели. Вако као по дреги ќе му дојде тоа, ама исто така не е репер тоа за да се изгледа идентично. Има многу кралици што пошто се многу различни од повеќето, па се исто така популарни во светот, што не се она мејнстрим што би се рекло. А како реагираат луѓе кај нас? Зборуваме за публика, за луѓе што ќе видат на Инстаграм, на социјални мрежи. Пошто кај нас е релативно ново. Сега е популаризирано. Да, зависи до зависи до публиката која не следи, најчесто не следи, нели, квир луѓе не следат искрено, може и не следат некои што се од надвор, што се нели од остатокот од светот. Но за сега кај мене например не се случило некој да добиам барем во последно време некој хейт коментар од тоа зашто ја тоа го правам. Да, многу интересно, имам приметено некако луѓето интересно има коментари негативни, нели? Обично се концентрирани на некои така постови кај што ќе бидат тригерирани такви луѓе. Да, поради таму семени вредности, да. Па јас немам ништо Знаеме против тоа. колку се семени вредности. Мислам против. Не, ја имам против лажниот морал, немам против тоа. Исто, но не ќе да се напаѓаат нели луѓе што Не, никако не напаѓам. Никако. од нас. Само оние што се лупаат у гради дека се уствари вакво, тоа ме вадело од увек од памет и ќе ме вади до дека постојам. Што се лупаат у гради дека се они као све ово она, а сликата, а другата страна од листот е сосема друга. Мислам друг облик, тоа ме вадело од памет. Ако си, биди тоа што едноставно си, не туку Проблемот не можат сите луѓе, мислам дека да. Точно не можат, ама работата е што да прифатат себе си да се им треба време, јас само викам им треба време. Кога ќе видам некои такви особи кои што се. А како реагираат луѓе што ќе дојдат на настани, може и по прв пат, што не им е јасен концептот? Многу им е забавно, ама обично, да. дошле прв пат. Да, многу им е забавно, многу некои дошле еднаш и продолжува да доаѓаат повеќе пати. Знаеш, до ден настап, например, до ден денеша. не е страшно. Затоа што едноставно се им годи безбеден просторот, не Нема зборувам за сите, еве и за луѓе што немаат никаква врска со заедницата, сакаш да се забавуваш. Баш тоа. И за забавата и плюс додатно тоа што немало Ќе запознаеш нов свет, може би што не ти бил познат. ново
реално најопуштено, никој не се барам ја колку што знам. Немам слушното Што треба да направи? Трши. Леле, као 3 грации ќе бидеме. да, па тоа трите граци и Росана како беа. Да, останам ја да ве најавам на настанот. Че тоа кој е? Новата кралица. Чекам каде ја сам. Како беше? А чекај ќе ви кажам, Тоци Дивина. Тоци Дивина. Тоци Дивина. Да, морам Ана Голешка да ја поздравам, пошто Ана Голешка е Зока Дивина. Тоа е и алтер егото за турбо фолк певачица. И јас си реков, кога ќе снимам со вас, дека јас ќе бидам Тоци Дивина. Да, сам може да бидеш Тоци Дивина дол, зашто ја те нашминкав. Тоци Дивина дол, добро. Да, чекам кога само може да Две презимиња не. Да, па и сега. 5-6 ставаат некогаш, никој. Алексис Вандеркаун, не знам. И сега ова косата вака треба да ми биде. Како сакаш можеш да наместиш? Можеш да, може да се обликуваш. Може да се обликуваш, сега за обликување по-квалитетна треба да е. Па не сум лоша на шминкана, Да, зашто? па не, она е, Косата сет покрај она, да, искрено. она го тупи многу. Опа, затоа. леле, стила, бе, бливен речник. Мисли на Не, улица. замисли си Нема го избацам, тупиш сега, замисли си избацам со перикава надолу. Па што? Е, по тоа бавината на Југа на што... паес. Да не може ни детето да ме познае. Да, ќе речем, мамо, Тоа сигурно. Не, убавината на дрегот е тоа што луѓето се опуштат и едноставно уживаат од таа трансформација и интересно им е. Нека ми е пријако. Да, сега ќе виш колку е жешко со косата. Чекај, Чекај сега за вари. Чекај, трпи. Допрва се вари се, леле. Добре се собраа градите. Ти се распадна? Не. Со сунгери се зацедат тие. Сунгери се, да. Тука нешто ми капнало изла. Не, да не ги штета. Инако што зборевме... Што се перат? Ти реков е Се перат, се болесно, перат. ти не. Овие се од материјали на кои има и од како силиконска, како гума, тие се најтешки за носење, поготово у лето. Зашто се како оние бебешки кукли што се прават, таков материјал на себе да го Не носите. пријако ми е, чекај. Да. Милионата лична Елса. Имаш од пата коса се гледал. Ако го. Е, па не можев тоа да го свидам. Само може да има, да, може да има нека кафана и да... Се шалам. Значи, тоа е бавината на дрего, што можете да се глупирате едноставно. Having fun, that's Да, all. може да биде од најсмешно, јасно. најсмешно, кажем, мислам за банција, од таков тип, дури до некоја перформативен настап со многу скап костим, со светла, со ласери, со се што. Ти да ваква. Добро, значи може да биде од крајност до крајност. Ми Може да ми биде... ова пријако. Не многу што знам. Само да не ти стане навика, зашто А мене ни пола саат збореме колку е убав, колку е вика, нека не ти стане навик. Баш интересно, не, искрено има еден момент кај што ви станува интересно и не може да нема назад, едноставно. И па чекаш нареден настап, нареден костим, јас ти нарачав во 7 спремно 10 настапи. Значи, да, и Естела ми се фали купува цело време работа. Да. Мислам интересно е, сакам да можат сите луѓе да го Напробате еднаш барам, еднаш. Да, и ќе бараат уште. не мора да се во спротивен пол, може да се во полот во кој се нели се чувствуваат. Да, нигде не комфортно. пишува дека ти мораш да си квир особа за да бидеш дрек кралица. Не. Да. Ти мораш да си ти. Треба да го сакаш и да ти е Да. забавно. Тоа не е битно, да. Значи да ви оставам за настапот, уствари ќе го следиме настапот и ќе се видиме пак. Фала ви многу. Фала ви на вас. Фала и на вас. Јас сум Тоци Дивина, вие гледате Анекта, а сега на сцена настап ќе имаат Тиадол и Естела Дарк.